По успешно формираното собрание на учесници во консолидацијата на земјоделско земјиште во село Спанчево, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, ги повикаа собствениците на земјоделско земјиште од консолидационото подрачје во Соколарци да земат активно учество на предстојното собрание во село Соколарци, закажано за внедела 20 декември. В пресрет на закажаното собрание во село Соколарци, од подрачната единица на Министерството во Кочани, ги истакнаа придобивките од консолидацијата на земјоделското земјиште. Главна цел на консолидацијата, како што рековме, е окрупнување на ситните парцели, односно ќе добиеме помал број на парцели со поголема зголемена пазарна вредност и со зголемена производна вредност. Со самото тоа што ќе се изврши окрупнувањето на парцелите, исто така ќе добиеме и нова патна инфраструктура во смисла на одводни, доводни канали, нова патна мрежа. Сето тоа ќе се овозможи со самото преуредување на парцелите. Во тој период од 35 општини кои беа подносители на иницијативи за почнување на процесот на консолидација, од нашата општина, од нашиот крај влегува од општината Тишиново-Блешево 2 села, Спанчево и Соколарци, во самиот процес на консолидација на земјоделското земјиште. Миладинов истакна дека минатата недела доста успешно поминало собранието на учесници во село Спанчево, па ги повика сите иматели на земјиште за учество и на собранието во село Соколарци. Сега очекуваме на 20 ги повикуваме сите земјоделци и иматели на земјоделско земјиште во атарот на село Соколарци, дека на 20 декември во недела исто така ќе се одржи собрание за имателите на земјоделско земјиште од селото Соколарци, па затоа охрабрени од самото успешно собрание во село Спанчево, ги повикуваме сите земјоделци да земат активно учество на собранието во село Соколарци, кое ќе биде во недела на 20 декември од 8 часот сабајле до 20 часот навечер во основното училиште во село Соколарци. Со окрупнувањето на земјоделското земјиште, додаде Миладинов, ќе се намалат производните трошоци, а со тоа ќе има и поефикасно и поконкурентно производство на земјоделските култури. Постапката е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се имплементира од страна на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО со финансиска поддршка од Европската унија.